Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Да, ние сме вреден народ, ама вредно и одмараме. Дали македонскиот модел на празнување е рецепт за продуктивност или само за споени викенди? Денеска во црвена линија ја отвараме темата за неработните денови во Македонија. Дали сме на вистина шампиони по број на празници или само знаеме како да ги искомбинираме? Според законот имаме државни, верски, етнички и културни празници, што значи дека календарот ни е поврзан со црвена нишка. Еве неколку бројки за споредба. Македонија 11 официјални државни национални празници плюс дополнителни верски и етнички. Во просек над 15 неработни денови по граѓанин. Србија 12 неработни денови, Хрватска 14. Холандија само 7. Македонија е меѓу водечките земји во Европа по број на неработни денови по глава на жител. И да се подсетиме, денес е 2 мај, ден кој традиционално беше резервиран за излети, скара и дилемата дали ќе врне. 1 мај беше за марш, а 2 мај за одмор од маршот. Но 2 мај веќе не е државен празник. Со децении 2 мај беше ден за моменти со семејство, за роднини или едноставно за одмор од празнувањето. Денес го нема. Дали треба повторно да го вратиме како државен празник или може би има други помалку значајни денови што може да се укинат за да се направи место за празници што навистина значат нешто за народот. Еве ја темата за денеска. Дали Македонија има премногу неработни денови или само премалку работа? Анкета. Анкетата секако можете да ја одговорите ако не заследите на Инстаграм. Тоа значи да го заследите профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. А од кога ќе не заследите таму, задолжително кликнете на Инстаграм стори, тоа на двата профила. Така да, прашањето денес анкетно во Црвена линија за оние кои што не следат на Инстаграм е: треба ли 2 мај да се врати како државен празник? Имате две опции за одговор, да, не, кликнете на вашиот одговор и секако ќе сумираме во проценти како и секогаш и ќе ги соопштиме кон крајот резултатите од Инстаграм анкетата. Неминовно е да ве подсетам дека ќе бидете сите добре дојдени, особено ги каним и оние кои што можеби досега никогаш не се вклучиле во контактна емисија како што е Црвена линија, а верувам дека секој од вас, особено оние генерации кои што и како се сеќаваат кога 1 и 2 мај беа и двата неработни денови, ќе можете да ни споделите и едноставно да ни раскажете всушност како изгледало тоа тогаш и дали еве и според вас која е круцијална и главна тема во Црвена линија, Македонија има можеби и премногу неработни денови или можеби само помалку работа. 02307-005 е нашиот телефонски број за учество во Црвена линија. Од технички аспект, како и секогаш, многу пати повторуваме, но тоа е секако и задолжително да се намали целосно тонот на ТВ приемникот. Тоа значи што ве вклучат од режија телевизорот, односно звукот на телевизорот, намалете го на 0. Јас и вие зборуваме само преку слушалка. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние, што значи дека можеме да започнеме со оваа денешна дискусија во Црвена линија. Дали Македонија има премногу неработни денови според вас или само премалку работа? Добар ден. Добар ден, добре те најдов. Добре ве најдовме. За увод се најдеме. Евака, Македонија премногу работни денови. Немат работни денови, сега немат работа за работниците. Не е како време на Југославија. Отиде тоа време. Сега политичарите само за ними мислят. Не мислят за народот. И затоа не може да се работат. А ние, Македонија, е најдобра земја. Најдобра земја имаме работлива. Прва класа земјиште.
Ние треба да си имаме како порано на земјоделски задруги, како време на Југославија беше. Ајде кажете ми некогаш како ги паметите први и втори, како се одбележува? Кога беа неработни? Јас сум возрастен човек, и прославувавме тогаш. Ама тогаш беше Југославија кога бев јас. И одевме на излети сегаде, низ планинина. Низ сите планини одев на излет јас. И едно село Слатино, што е далеко од Бичево село мое, одев со децата таму. Таму имаше езеро и таму ја им правев скарати и игре. Така, тога е. Благодарам многу, вие сте и првиот со кој што ја започнуваме оваа црвена линија. Поканети сте сите секако еве во ова денешно издание со оглед на тоа што вчера беше интернационалниот ден на трудот 1 мај, неработен ден. Секако еве може да ни откриете и вчера како поминавте, но она што е најважно, сакаме од вас да слушнеме дали сметате дека Македонија има и премногу неработни денови или само премалку работа. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Продуктивноста во Македонија, во индустријските зони не се цени. Навистина е катастрофална. Некој работи многу, а нивните пријатели, роднини го заемаат плодот. Имам и документи за ова. Комплетно сето сликано, значи, налозите се, значи, али е катастрофа. Работев многу, ме плаќаја испод нивните пријатели. Не имам зборев. Имав реагиран на одредено место, ништо, никакви, значи, резултати не видов и ја напуштив таа фирма. Али резултатите ги имам. Комплетно, значи, кај треба да сабратам? Дали можеме да најдеме кај да сабратам, значи, за да се реагира тоа нешто? Благодарам, пријатно. Благодарам еве што споделивте со гледачите на црвена линија. Се враќаме на темата денеска, она за што зборуваме со вас и очекуваме секако да ги добиеме одговорите, вашите ставови и мислења во однос на тоа дали сметате дека Македонија има и премногу неработни денови или можеби не се толку неработни денови или можеби е во прашање и премалку работа. Оставаме на вас секако да слушнеме какви одговори вие ќе дадете, но еве и дали сметате дека 2 мај треба повторно како никогаш да биде неработен ден. Тоа воедно ќе потсетам и анкетно прашање кое што го постави денес црвена линија на својот профил на Инстаграм, но и на профилот на Телма телевизија, поточно на Инстаграм стори. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, ајде во продолжение секако да ве префрлам онаму каде што и на тој начин може да се вклучите и секако да дадете одговори на нашите прашања. Драго ни е дека во последно време навистина сте активни кога станува збор за социјалните медиуми, поточно на Facebook, така да црвена линија и на профилот и на Телма телевизија, како и нашиот профил, ја објавуваме темата и очекуваме низ коментари и споделувања да земете активно учество. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Прво гласам за 2 мај како втор ден од празникот 1 мај, кој треба да ослободи тие луѓе кои 1 мај треба да го слават како ден кога треба да се обележи суштината негова, а вториот ден да биде ден за рекреација и одмор, како што тоа беше во заедничката држава екс-југословенска. Второ, мислам дека треба да се даде можност да преку заедничките излети кои беа доста активни, интересни, беше дружење меѓу луѓето и можност да се запознаат и нови пријатели и така натаму, кои беа, би рекол, доста значајни за тоа единство, за тоа дружење меѓу луѓето. Со други зборови, јас глас за 2 мај како празник, а за сметка на многу празници кои суштински не значат многу за ниту за нашата историја, ниту за
битието на македонскиот народ. Пред се мислам дека имаме премногу празници врзани со религијата, со православието, што во крај случај немам ништо против, бидејќи сум и дел од него, ама мислам дека ги има премногу. Ви благодарам. И ние ви велиме благодарам и за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Останете со нас, допрева следуваат нови вклучувања, поточно нови мислења, нови ставови на гледачите. Сега, пред да продолжиме со вас во живо, на брзина да ве префрлам на Facebook, за да видите каде имате можноста за активно учество во секој едно издание на Црвена линија. Значи, секогаш низ фотографија и графика, Црвена линија ги поставува и тука прашањата до сите вас. Односно, денес прашуваме дали сметате дека Македонија има премногу неработни денови или само премалку работа. Најверојатно, не знам, ќе видиме можеби нешто подосна. Еве, успеавме, добро е, вака изгледаме на Facebook, така да она што од вас бараме, а веќе пристигнуваат првите коментари. Слободно секој оној кој што смета дека му е и полесно, нели, преку коментари и споделување да даде одговор на нашите прашања, пишувајте ги коментарите, споделувајте и не заборавајте секако да иземете активно учество. Добре дојдени сте секогаш во живо. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Прекрасно ве слушаме, драго ми е за тоа. Фала. Па еве да слушнеме дали сметате дека во земја имаме премногу неработни денови или премалку работа? Превише имаме. Да се разбереме, тоа е број 1. Тоа е вистината, само сакаме одмор, не сакаме работа, после овој не е крив, оној не е крив. Јас сум бил денеска на работа, мојата фирма работеше. А осталом, ако сакала и мојата фирма да поврза, требало да не пушти да одработиме, па да поврземе, али не, денот кога е ден, празник колко празник, едно време беше така. Рекол дека треба да биде така. Многу се некако занесуеме. Многу, превише. Значи, не знам што да кажам, ова е банална работа. Банална работа. Изиграваме гази, изиграваме свашта, изиграваме. Значи, да се разбере, тоа е факт. Тоа би сакал да кажам, вака дојдов од работа... Па еве, може да ни откриете вчера, како го поминавте 1 мај? Па никако 1 мај на ден сум бил дома. Нормално, како секој ден, ништо посебно. Ништо посебно. Како секој ден, денеска сум бил на работа, сум дошол од работа, вклучив телевизор, неколку пати сум надовесил дека се уклопувам со вас ова. Па драго ни е што секогаш после работното време останувате да бидете дел со Телма телевизија и Црвена линија и активно земате учество споделувајќи ги вашите ставови. Продолжуваме совест на 02-307-005. Верувам, клучуваме нов гледач или може би гледачка. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Ето така. Во Србија се слави 1 и 2 мај. Ме слушате? Да, продолжете. А кај нас 2 мај го исклучија. За време на СФРЈ, кога беше се слушаше ни цела Југославија 1 и 2 мај. Која е причината, не знам. Не за сходни. Тие се христијани, ние се христијани, од исто легло сме се разделиле сите комплет. А иначе ја празникот го поминав во мојата викендица во Кучково, неработно го одмарав, каде што немам вода за пиење, па некој кој ќе ми дојде на гости, морам да идам на чешма некаде во Солска да напунам вода и да им кажам дека немам водовод и дека немам вода за пиење, за да ги послушам луѓето. Тоа значи се уште градоначалникот плива од Ѓорче Петро затоа што се уште нема вода за пиење. Тоа е катастрофално. Вие дојдете кај мене на кафе, ќе ви речам дека имам вода во пластика од 2 дена претходно употребувана и да ви сварам кафе, ја тоа нема да го направам. А иначе празникот помина во овој дел на Кучково мирно, без некои ексцеси, без сообраќајни незгоди, едноставно речено забавно. Забавно, добро. Само уште имаме ли многу неработни денови или премалку работа? Треба повеќе да имаме за славење денови.
повеќе да имаме неработни денови. Да, и 2 Благодарам. мај да се стави во собрание, да се стави 2 мај. Така, благодарам многу за одговорите и секако за активното учество во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Ден, ало. Повелете, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Ја имам одговор на ова сето. У Македонија нема многу работни денови, неработни денови. Има многу неработници. Ме разбирате? Ве слушаме. Сите што си у парламентот, таму советници, подсоветници, парламентарци, чуда, тие се што се неработници. А неработни денови нема многу. Од они еден е пратеник, ама покрај него врече уште сигурно 2-30 души. Ете тоа толку, фала многу пријатно. Останете уште малку и ве да прашаме дали сметате дека треба да се врати она кога и 2 мај беше наработен ден со 1 мај? Ама и да се врати и 2 мај не е истото тоа што беше. Како беше, што не е исто, еве и тоа да слушате. Тоа беше многу поубаво. Фала, пријатно. Добро, ако е тоа се, благодарам многу за учеството и секако за вашите одговори. Останете со нас, ве подсетувам сите останати, земете активно учество пред се и во денешната анкета. Доволно е да не заследите на Инстаграм. Ова го зборувам со оглед на тоа што може би некој од вас и подосна се вклучија во Црвена линија, така да на Инстаграм прашуваме треба ли 2 мај да се врати како државен празник. Имате 2 опции за одговор. Да, не кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти, а секако учество земете и на останатите социјални медиуми, како што е Facebook, профилот е Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи во живот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Од Виница поздрав. Голем поздрав и до вас. Да ги искоментирам празниците. Сакам да кажам, оти на цела планета Земја постојат закони, државни и религиозни закони. Значи, празниците религиозни постојат за да се озаконат религиозно луѓето, а државните закони постојат за да се озаконат луѓето у државата. И тоа са 2 различни светови. Државен закон и религиозен закон. И за тоа постојат законите, да не образложувам многу. Празникот, кога се рече празник е религиозен, е да си посветиме внимание на молитвите и на религиозната озаконитеност, озаконетост. А државните закони се полиција, судство и така натаму, и тоа се 2 различни ситуации што водат на правилно живење. Сметате дека повторно треба 2 мај да биде наработен како што никогаш беше? Не. Благодарам многу и за учеството и за одговорите. Продолжете да ја следите Црвена линија, а јас во продолжение ќе ве подсетам сите вас, оние кои што редовно нели се вклучуваат во Црвена линија, го познаваат ова правило, но како што кажав на почетокот, денес како и во секој издание, добре дојдени сте сите ви, особено оние кои што можеби ве за прв пат ќе посакате да бидете дел од Црвена линија. Правилото во однос на јавувањето е и временско, односно 90 секунди се предвидени за едно јавување. Доколку сакате нови 90 секунди, секако сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден, Тине. Убав ден. У програма ли сум? Да, еве ве слушаме. Имаме ли премногу неработни денови или премалку работа? Дали Македонија има премногу неработни денови? Неработни денови. Има неработни, чаа сакаме и го ставија. Абе, никој не работе, бе. Администрација 200.000, пратеници 120, не работ, плати големи, на дина кафениите плани. Абе, кога било вака, бе? У Југославија не беше. Ние работевме, ја работев у пекара и сабота и недна.
и на Лојзе и на Тутуно демеве. Вам на Дина никој ништо не работи, абе за нигде сме бе. Од земјоделска аграрна земја, а направиме од друге, од Албанија не помина да произведи земјоделски да купуиме. Не ќе биде скапо, до тоа ќе бидеме. Срамота е ова што се работи. За ова најнову криви се политиката, овие трите партија, ВМРО, СДС, никаква правна држава немаме. Ќе му наредам да одат на работа, не петок, сабота, недела, Грција на панија бе. Така нивите се запустија, ништо не оде тине. Ќе претрпи за не кафените пъни се, младина. За работа не му речи. Југославија ќе ја сакаме. Имаше демократија и правна држава. Сега ни правна држава. Благодарам за одговорите. Внимавајте на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Па ве прашуваме денес, дали сметате дека Македонија има премногу неработни денови или пак може би премалку работа? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Па, навистина, тоше одземен 2 мај од празникот од 1 мај, навистина не е фер спрема работниците. Тоа беше навистина добар ден за да излезат работниците надвор на излет, запалат скари. И овај пат за 1 мај се правеше тоа нешто, меѓутоа друго е 2 мај, друго е 1 мај. 1 мај се знаеше. Се одеше по гости, по куќи, се честеја едни со други, а 2 мај веќе сите заминува за излет. Исто така и на Нова година му е одземен еден ден. А и 29 ноември имавме 2 дена, 29 и 30. Сега 2 дена имаме само за Великден. Тоа е петок и понеделник. Што е нормално, логично, бидејќи на некој начин и тој празник би требало да биде со ова. Меѓутоа, премногу верски празници, мислам на Чичка Ное, нема толку потреба. Имаше други празници вака. Сега не знам, денот на борецот, например, го нема повеќе. Тоа беше 4 јули. Значи, ние борци немаме. Таа работа ја не. Подсетувам, само внимавајте на тајмерот. Такво ни е правилото, утврдени се 90 секунди, за да можеме нели во рамки на време трењето на црвена линија да слушнеме што е можно повеќе гледачи, тоа се секако нели палета на различни мислења на секој од вас. Благодарам за гледачот и секако за неговото учество. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден. Среќни празници нека се. Дани Македонија има премногу неработни денови. Македонија има премногу неработни денови во поглед на другите држави. Затоа што испаѓа дека има 15 неработни денови во теко на годината. И тоа повеќе со тие важат неработни денови за тие фирми што работат во државната институција. Не важат за производствените работници. Затоа што тие, ако у петок е неработен ден, сабота, недела, понеделник, спојат си и си одат на одмор, тоа испаѓа на ни како еден годишен одмор. А додека вие што се у производството, у самопослугите, у оноа производство што се очекува пари од него, тие не можат ништо да спојат. На тие само од тие неработни денови и се дава само еден ден, и питање е дали и тај ден ќе го добијат. И затоа Македонија тоне и оде се повеќе и повеќе во пропаст. Не затоа што Македонија нема работа. Има работа и тоа многу. Ама никој не сака да работе таа работа што треба да се работе. Тоа е производството. Никој не сака матика, сите сакат политика. И затоа Македонија пропаѓа и още ќе пропаѓа.
Благодарам за учеството и секако за одговорите. Подсетувам, само внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме на екранот за да можете да го координирате времето со вашето излагање. Но сте добре дојдени сите, се разбира, и повторно да се вклучите во црвена линија. Денес зборуваме со вас она што сакаме да слушнеме од вас, дали сметате дека еве во нашата земја има премногу неработни денови или можеби според вас има премалку работа. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Благодарам, голем поздрав секако и до вас. Вака. Мислам дека има премногу неработни денови во Македонија, но тоа зависи за кого. Ние сме чуден народ, да не речам чудни потрошувачи. Дали се работи за верски празник, за било кој празник, навалуваме, да речеме како вчера, 1 мај што беше Великден, Бајрам или било кој друг верски празник, навалуваме по супермаркети, по молови, како да тие луѓе, не сакам да се изразам, како тие да се стока. Значи, законот што беше одреден, требаше да биде за сите неработен ден недела и празник. Не можам јас да чекам 1 мај, кога до 30 април можеше да пазарувам, а не да одам на 1 или ден, велик ден, кога е да одам да пазарувам. Па луѓе што работат по маркети, по молови, што се ти? Значи, законот што беше донесен за неработни недела, неработен ден, се знаеше кој требаше да работи. Полиција, војска, брза помош, да не ги набројувам тие, а не по молови да одат да работат луѓево. Фул се моловите, фул се супермаркетите, луѓево што се таму. За тие вчера не требаше да излезат со фамилија да одат некаде, да се шетат. Фала многу, убав ден, поздрав. Убав ден ви посакуваме, но се уште во денот нека ви бидеме на листата да не догледате и секако благодарам за вашите одговори. Сега ќе ве префрлам на Facebook, ќе подсетам дека се разбира Facebook на овој социјален медиум, очекуваме да пишувате и да бидете активни со коментари, бидејќи еве во овој момент ќе започнеме со нивно читање. Почнуваме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска, еве што напиша, браво. И ние сме биле по нешто меѓу првите во Европа. Срам да ни е. Скоро секоја втора седмица празнуваме. Претераа со неработни денови како државни, верски и други празници. А каде е тука продуктивност? Пензионерка сум и ќе ви кажам додека работев и тоа во државна институција до 1991 година ги работевме и саботите, а неработните празнични денови од тековната година се броја на 5 прсти. Сега им нема број и малку им се. Па предходниот или следниот работен ден си го поврзуваат во популарно наречен продолжен викенд и повеќето заминуваат преку граница. Како не се нашетаа? Што да кажат вработените од приватниот сектор? Или за нив пупу не важи, па некои работат и на најголемите верски празници? Сум да се врати 2 мај како неработен ден, но да се укина деновите за празнување на нечии знамења, нечии јазици и слични. Поздрав Тина, поздрав и големо благодарам господја Цветанка за учеството во црвена линија. Продолжуваме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали се во црвена линија? Секако во црвена линија сте, повелете. Сега вака, ние имаме премногу празници и те треба се намалат. И имаме многу пратеници. 120 пратеници. Словенија е колку Македонија. Нема толку пратеници. Значи, овој Мицкоски треба да расчисте во состојните редови. Од каваде се јавувам јас. Нека вака, у Росове има една фабрика Скотрейд, скоро се демолирана. А фабрика е правена за сокови конзервирана храна. Значи, Мицкоски треба да расчисте или Ачетовски со началникот. Ајде во однос на темата, дали се сеќавате, бидејќи припаѓате на повозрасната генерација, како се одбележуваше некогаш 1 мај, 2 мај како неработни денови? Добро е тоа, еве за темата кажувам, тоа ги се одбележуваше, добро е и наше дисциплина и ред. Сега нема ни дисциплина ни ред.
овој Паče Тосковски треба да расчисти со началникот на полицијата у Велес и со овие победителите на кавалата. Ајде, кажете ми, ве молам, темата ни е дали сте за тоа 1 и 2 мај повторно да бидат неработни денови? Абе не, у реду е тоа, али не треба 2 дена и 3 дена да се слави. Еден ден треба да се слави. Така, добро. Благодарам за одговорите и учеството. Една напомена ќе ве замолиме секако да се држиме до темата, она што Црвена линија денеска ве прашува дали сметате дека Македонија има и премногу неработни денови или можеби премалку работа. Дали сте за тоа 1 и 2 мај повторно да бидат неработни денови. Поточно 1 мај останува неработен ден, но 2 мај ве дали сметате дека треба повторно како никогаш да биде неработен или да продолжи да биде работен. Добар ден. Поштување, госпожа Тина. Голема почит и до вас, повелете. Поздрав до сите патриоти, македонци и југословени. Нека е среќен 1 и 2 мај. Ако се воведе 2 мај, ќе треба некој празник, например 23 октомври, или ден на јазиците, или ден на националностите, на некој таму да се укинат. Све тоа смислено. Што му фалеше 2 мај? Не го знаеме, Груевски го скина од календарот тој празник, само да се воведе 23 октомври. Имаме премногу празници, што спомна госпожата на тоа што го прочитавте. Најмалку 4-5 празници треба да се укинат. Не празник за јазикот, празник за школото, празник за ова, празник за она. Се знае, ние Македонија е православна држава со другите националности. Само тие неколку и на муслиманите Рамазан Байрам и Курбан Байрам. Ништо повеќе. Значи, со еден збор многу празници имаме, а 2 мај треба да се врати. Ама само ќе си направите проблеми вие што потикнувате ВМРО, кај ќе ти даде ВМРО да се врати тој Титов празник. Тито го комнеа, го псујат и дурденеска некои ВМРО-ци. А што му фалеше 2 дена? Што му... Благодарам за одговорите. Еве ќе потсетиме Црвена линија, секако не потикнуваме ништо, туку прашуваме. А денеска кога сме кај прашањата, конкретно прашањето од Црвена линија до сите вас е дали сметате дека во земјава има и премногу неработни денови или можеби премалку работа. Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресна, господине Тале, треба ли 1 и 2 мај да бидат неработни? Напомош денешна големата православна и сеславјанска руска светителка Света Матрона Московска, каде сум имал чест и радост, Божи благослов да се поклонам во Москва, каде чекаат река православни руси, христијани. Сега некои тука што ги слушам не знаат зашо се. Еднаш се викат Македонија православна библиска света земја, еднаш се да се слават безбожни празници од еден систем што пропадна на секаде во цел свет. И секако можеш им да веруваш во Господ Исус Христос, им да си за антихристијански Ве молам, кажете ми дали сметате дека имаме премногу неработни денови или можеби премалку работа? Мислам дека бадијалџиите премалку работат, нели оние кои се однесуваат нели уште од црква до ден денеска исти се тие, нише врата земјоплата и се душмани и предавници на Македонија. Тие се најпривилегирани во едно време, во исто време и се најголеми душмани, непријатели на Македонија. А јас се радувам дека ги славиме Великден како празник Божи, како празник Успенина Мајка Божја како празник. Со некои кутрите не знам зашо се. Ако се пред Христос ќе кажат, јас сум за тебе, Господе. Вчера како еве го одбележавте вие интернационалниот ден на трудот 1 мај? Јас работно, јас сум пред за христијански прав, а не сум лицемер, јас. Така, благодарам и за одговорите и тоа што ни споделивте дека вие вчера всушност 1 мај го одбележавте работно. Останете со нас и понатаму, пишувајте коментари. Подсетувам меѓу гледачите кои што ги вклучуваме во живо, ќе ги читаме и коментарите. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден.
Дали се слушаме? Црвена линија, добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Сега. Еве, се вуваме од Битола. Поздрав до битолчани преку вас. Да. Неработни денови има многу. Значи, во ова држава наша треба да има помалце. А не да се работи, да не се работи секој месец по некој празник. Друго имаме една голема забелешка. Значи, стварно истите се јавуваат луѓето на сите канали. Не знам дали му е тоа хоби или нешто. Не знам, треба малце да се да добијат и некои други што треба стварно да зборват, да ја кажат вистината. Толку од мене пријатно. Ве молам да ве слушнеме вас. Кажете ми дали сте за тоа 1-2 мај повторно да бидат на работа. Еден ден доволно е први. Нема потреба да биде 1 и 2. Еден ден доволно е. Оти многу празници се во. Добро, вчера како го одбележавте 1 мај? Да. Дома. Добро. Дома, пензионерски. Во ред. Благодарам многу за учеството, благодарам и за укажаното, но навистина Црвена линија не може да прави насилна селекција во однос на тоа кој може, кој не може да се јави. Сите гледачи имаат, се разбира, и можност и предност да бидат дел од Црвена линија. Најверојатно гледачите се фокусирани, упорни и секако успеваат да добијат. Но драго ни е што ве имавме вас, така да ве останете да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на прашањето дали сметате дека во Македонија има и премногу неработни денови или премалку работа. Тоа е оно што денес ве прашуваме, но и ве потсетуваме да бидете активни на Инстаграм, но и на Фејсбук. Некаде во овој дел од Црвена линија, еве пак ќе се навратам онаму, каде што очекувам секако да не заследите во огромен број, да по заследувањето на Инстаграм на профилот на Црвена линија, веднаш кликнете и на Инстаграм стори. Истава оваа процедура треба да се направи кога станува збор за профилот на Телма телевизија, бидејќи паралелно на двата профила ги објавуваме темите. Така да денес прашањето за Инстаграмџи е треба ли 2 мај да се врати како државен празник. Две опции има за одговор, да, не кликнете на вашиот одговор и конкрет ќе ги соопштиме секако резултатите пресметани во проценти. Добар ден. Дали се слушаме Црвена линија? Ало, Тина. Добар ден, во Црвена линија сте. Морам да ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Го слушам од таде другата страна, што значи нема да можеме добро да се слушнеме. Намалете го звукот на телевизорот. Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали имаме успешна конекција? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Да. Дали у Македонија има многу работни денови? Неработни денови. Потребни верски и државни празници. Толку и треба. Потреба се пише во историјата дека македонски државни верски празници прв ги има прв пат во историјата од 2006 се уведене и плюс уведена телевизијата, тековните емисии да ги има на телевизијата. Тековните, на сите телевизии. Демократија владееше. За тоа се уведени. Значи народно мислење. Тоа е. Вака се, само судството е виновно од 91 што е поставено од ДЗС сорта грбалисти, профетери и се бранат, и со кампуски се бранат, независни судство имало, работели убаво, а колку зло дела направија. Пазарувањето го на Заев за македонштината се откажале. Тоа пазарување суда, шо му е врска? Стелото народска, шо му е врска? Да бране државата. Судо, зашто спие? Ве молам да во однос на нашите прашања сакам да слушам дали сметате дека повторно 2 мај треба да биде наработен како и 1 мај. 1 мај се не работен, уведен е тако и ќе си постои. Така е. Добро, а 2 мај никогаш беше наработен, дали треба повторно? 2 мај не е работен, ден ќе се уведе, ќе се остане, па не. Така.
Добро, благодарам за одговорите и учеството. Една напомена, ве молам да се држиме до темата и од проста причина, со оглед на тоа што нели некои од гледачите можеби и малку подоцна ќе почнат да ја следат црвена линија, ќе сакат да се вклучат, но ако зборуваме нели на нешто што е далеко од темата за која што денес зборува црвена линија со вас, секако разговорот и дискусијата со вас ќе премине во некоја друга насока. А целта на црвена линија е денес од вас да слушне дали сметате дека во земјава има и премногу неработни денови или можеби премалку работа. Дали сте за тоа повторно 2 мај да биде наработен како и 1 мај, односно како и некогаш кога и 1 и 2 мај беа наработни денови. Добар ден. Добар ден. Убав ден во црвена линија сте. Благодарам, се слушаме, така? Одлично, повелете. Така. Значи, за првиот дел од прашањето, дали има многу празници? Факт е тоа, не дека не сакаме да има, меѓутоа имаше една евиденција пред извесен период дека ние сме меѓу државите што има најмногу празници. Заради тоа што после осамостојување, освен државните, некои се скрати, ама се ставија и верските и сега има еден куп. 2 мај може да биде, ама тоа треба во целина да се гледа. Значи, дали има премногу. Инаку што се однесува до работа, јас да ви кажам, не дека нема работа во Македонија. Има премногу работа, ама кој вид на работа? Не на биро, него лопата и мотика. Знаете дека 2000 денари е дневница за градежен работник општ. Тоа е 1000 евра месечно. Ама никој не сака да меша малтер денеска, ме сваќате? Дајте да се разбереме. Ние сме народ, дај да не си грешиме душа, ама ако може вака нешто полесно да пројдеме, добро. Ако не, да ни даде некој. Мора да се работи и многу ми замераат од овие што ме слушаат, што ме познават, зашто тоа? Без работа нема чаре. Ние мора да се посветиме на работите кои што даваат ефекти, резултати. Инаку се друго е ветер и магла. Не сваќате? Тоа сакав да кажам, еве имам уште секунди, али не е битно. Важно е дека луѓево сите дај да празнуваме. Па уште кој ќе го спојат. Благодарам што бевте дел од црвена линија. Веднаш ве прифрлам на Facebook. Продолжуваме со коментарот и на Милорад Цајк. Напиша, мислам дека треба да се врати 2 мај како неработен ден, како државен празник, а да се укине друг ден или од црковен празник или од државните празници. Црвена линија во живот денес ве прашува дали сметате дека во земјава има премногу неработни денови или можеби премалку работа. Дали сте за тоа повторно 2 мај како некогаш да биде неработен ден паралелно со 1 мај. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако и тоа на црвена, повелете. Благодарам. Па вака, прво јас сум дека моментално има многу празници меѓутоа сум за тоа 2 мај да биде неработен, да се избрише 23 октомври кој е ден на ВМРО, затоа што тоа партија е, а нека го остава на државата, на целиот народ, тоа ќе го празнуваме како. А вака на празник на партијата треба да се избрише. Сега, во однос на условите на работењето, некогаш имавме запослени преку 1.200.000 вработени имаме во државата некогаш. Меѓутоа, сега имаме околу 650 до 700.000. Затоа се приметува дека имаме многу, значи неработни денови кои што мора да ги празнуваме. И сега работодавачите да може ќе не натерате и ноќе да работиме, малку им е оно што работиме по 8 сати, не терат и по 12 и повеќе сати, да работиме, да не ни платат, значи само да бидеме, што се вика, да му ствараме доход. На тој начин ние не можеме ни едно ни друго, што вика, ни змија, ни магаре. Сега ако сакаат да бидеме ние задоволни, значи празниците како празници не се многу. Меѓутоа, некој не го почитува тоа дека, значи, празник за тој празник, за 1 мај, во 1880 година, луѓето... Тајмерот одбројува 90 секунди. Благодарам за вашите одговори. Кој сака, секако можете повторно да го завртите бројот за нови 90 секунди.
Во продолжение ќе го споделиме и коментарот, односно одговорот на Игор Јанковски на прашањето дали Македонија има премногу неработни денови или само премалку работа. Игор напиша: здраво, што се однесува за неработни денови, почнувајќи од мене како работник, сметам дека истата бројка на неработни денови треба да се намали, затоа што мислам дека во Македонија има многу неработни денови, а плюс не се почитуваат и се кршат работничките права. Со тоа што истите неработни денови некои работници не ги празнуваат, а особено во приватниот сектор. Сите работници заслужуваат исти работнички права. Секој работник треба да се почитува достоинствено и со интегритет. А во меѓувреме морам да кажам дека треба да се работи на соодветно ценет труд на обичниот работник, а со што сметам дека платите на работниците треба да се зголемат од гледна точка на нискиот стандард на народот кој врзува едва и крај со крај. Поздрав, поздрав и благодарам, Игор, за учеството со коментар. Одиме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Ке вам молам. Ја работам за социјализаму, пензионерка сум, работам за социјализаму. Фала Богу што беше тој социјализаму. Што треба се 2 мај? Зошто? Зошто ставиме партиски празници, националностите празници? Што ви треба? Има Македонија многу неработни денови. Ја работам по Европа, порано, јам работено, знам што е, а не 2 мај. Зошто 2 мај? 2 мај е празник на револуцијата, што беше 1800 година. Тој е ден. Тој тој е на работниците, а не ни верски, не ни да го славиме ние 2 мај. Зошто? Мало имаме ние такви празници. Секој месец празники имаме. Така е. Ве слушам, имате уште време. Луѓе, немојте, бе. Треба да се работи. Фала Богу, што сум пензионерка на овој свет, а јам работено за социјализамот. Тога имаше многу празници што беа верски, што не и славиме. Се и тие ставиме, па и партиски, па и... На што да ви кажем? Никако. Не мора, зашто го славиме? Благодарам, цениме што бевте дел на црвена линија и сега го со гледачите што споделивте како всушност гледате на тоа дали Македонија има премногу неработни денови или можеби премалку работа. Продолжуваме. Добар ден. Ало? Повелете, во црвена линија сте? Дали сум јас? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, убав ден. Поздрав, фала и на вас. Поздрав до сите гледачи и слушатели. Благодарам. Најпрвин, не ќем да бидам вулгарна, претходниот гледач се јави. Апсолутно го игнорирам. Дека му смета 23 октомври. Тој не е македонец, прво. Натака, колку празници имаме и колку треба да имаме, па колку што сме ние како нација работливи луѓе, знаеме и за 8 сати да заработиме, колку што некој ќе заработи за 24 часа. Ние тоа го имаме у ген, а празниците нека си бидат празници. А тај господин да не кажува дека 23 октомври не треба да се слави. Тој не е македонец. Тој треба да си иде од Македонија надвор. Благодарам. Благодарам. Еве уште малку дискусија вчера како го одбележавте 1 мај? Дома, во домашен амбиент. Со внуци. Сте за тоа повторно? Со ќерка, зет, син, сна. Супер. Така, дали сте 2 мај повторно да биде на работа? Па, не знам.
Не можам ништо да кажам околу тоа. Благодарам многу што споделивте со сите нас, односно пред се со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не гледате. Ајде повторно одиме на Facebook. Драго ми е што сте активни исклучително и таму, па пристигаат многу коментари. Ке продолжиме и со коментарот на Василеон Александрој Македонон. Напишал: неработните денови си се во ред и сите верски заедници се застапени. Сметам дека и 2 мај треба да е неработен, бидејќи тоа се денови на работникот. Едниот ден за одбележување на денот институционално, вториот ден е за излез во природа и празнување. Сметам, ако сме запнале за Европа, треба да ја следиме најразвиената европска земја. Работните денови да се намалат, тоест петок да се прогласи за неработен ден, како што се сабота и недела. Така, со 32 работни часа седмично, продуктивноста на работникот е многу поголема. Благодарам и вам, господине Василеон, за одговорите. Продолжете да пишувате на Facebook, бидете активни на денешната анкета на Инстаграм, а продолжуваме со вас и во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака ќе речем. Да почнам од почетокот. Се роди во Народна република Македонија. Живее во СФРЈ. После прекрси во СФРЈ од СФРЈ. Живеех во Социјалистичка република Македонија. Заврши школов со факултет, да не кажам и тоа. Работев ги поштува сите празници. И денеска имаме доста празници. Ги сваќам граѓаните, потполно, и управо се и не се. Зависи од која гледна точка се гледа денеска. Меѓутим, ако сакаме уште празници, ако сакаме, дајте па организирајте се првиот викенд во мај месец, нека ви биде викенд за скара, за дружба, во природа, па кога ќе завршиме со скарата, со музиката, со веселата, па да впрегнеме ракавите да го почистиме тој излетничко место, затоа што треба после нас да дојдат други луѓе и на тие луѓе да ја оставиме нешто. Исто како што сакаме да ја оставиме на младите Македонија да биде просперитетна држава, да не бегаат преку граница младите, да останат тука и тоа така да го празнуваме. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и од наша страна за вашето учество во Црвена линија. Продолжуваме. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи на 02-307-0005. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Јас поинаку размислувам од другите. Сметам дека сите празници што се ставени треба да се празнуваат, бидејќи сме различни религии, различни истории. Што се немаме различно и веројатно во тоа е богатството. Меѓутоа, кога не сме на празник, треба да се работи. Треба да не се забошотува. Значи, треба многу ефективно да се работи. Во тие 8 часа да нема повеќе од половина час неработа. А тоа најмногу го има во државната администрација и јавната администрација. Таму јас би го скратила работното време, наместо 5 дена да работат 4 дена, но да не бараат покачување на платата, а да покажат ефективност во работата. Здравство мора многу добро да се плати и да работи сите 7 дена. Образование треба многу добро да се плати. Кај судство и обвинителство прво треба да чекаме дали ќе се реформираат, па потоа некакво покачување, до тогаш да не бараат ниту денар. Значи, јас повикувам на 4-дневна работна недела во јавната и државната администрација. А празниците нека останат, бидејќи и ромите, и албанците, и македонците, и кои се не сака да го празнува и својот религиозен празник, а и нашиот државен празник. И господинот што вели дека тоа е на ВМРО, тоа е празник.
90 секунди е тајмерот. Благодарам за одговорите, за учеството и подсетувам сите ви останати кои што допрва ќе се вклучувате, внимавајте, тајмерот и затоа е објавен на екранот, за да можете да го координирате временски вашето излагање. Добар ден. Хајде поштување ти не уште еднаш. Ако нарепете, повелете. Една мала реплика на госпожата. Значи, ако сме, тоа Велјан го кажа, значи, ако сме за укинување на 27 октомври, не сме македонци. Па јас сум поголем македонец и тој од Прилеп од таа госпожата. Јас не можам да се померам што Дурденеска се на власт, тие што ги бранат, не поднесло да се смени името, да се врати Македонија. Затоа, не значи, ако кажеме нешто, не сме македонци. Македонија, знаеш како сакам јас? Правична, правда, работливи. Ние сме работен народ, македонците. Тоа е докажано сегде, и во Австралија, и во Америка сегде. Само правда да има. А тоа што кажеме од 27, па знаеме кој го стави. Што 27? Ќе прославуваме Вачо Михайлови, Тодор Александров, Дурденеска се препираат во Македонија, едни за Тодор Александров, едни за Вачо Михайлов. Правична Македонија, законот да владее, црното да биде црно, белото да биде бело. Затоа немој да кажуваат некои кои се против тоа, не се македонци. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, останете и понатаму со нас. Ке ме префрлам малку сега ги на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија ја објави денешната тема. На прашањето дали Македонија има премногу неработни денови или само премалку работа, Борче Ристевски напиша: ако ги работите сите саботи како мене, во Македонија има малку неработни денови, а при тоа имате само 10 работни денови одмор годишен. Миле Јанкуловски напишал: први во светот се грците по празници. Тони Станишевски одговорил само да. Благодарам и вам за коментарите. Продолжуваме во живо со вас. Добар ден. Ало, здраво, Тинче. Здраво, поздрав. Голем поздрав, убав викенд. Благодарам. Така да ти кажем, Тинче, ја имам 45 години стаж работено. Мене ми се чини дека сабота и недела беа си најубави денови, си ги чекашемо да дојдат. Саботата се све уработимо, зашто викат неделата се живо работи, недела да се одморимо. Ама ние недела ефтина струја, се перемо, чистимо, само да уштедимо. А овој што се бунат, што има, мислим, денови, па нека има сега, например, сега ден на трудот, зашто не скрати еден ден? Еден ден убаво да се одморишемо, другиот ден, нели си идешемо да се одмориш, фино беше, како да... Ама овие партии овој се направија. Сега што турира други празници, има многу нации, мислим, тука у Македонија. Македонија си е Македонија, дон македонец да остане, ќе се знае дека сме Македонија, нека не делат, нека не пачат. Само песните, бе, нели ги е гре песните, бе, какви песни има убави за Македонија, бе, леле, бе, да ги слушаш од мерак, бе, срце да ти се кине, бе, што стана од овај наша златна Македонија, да ти кажем. Па сега ќе се денови, ќе се бунат или ово оној. Па нека има сега и работа има помалку, поготово вие од администрација. Тој Тинче, тој ништо не се работи, по цел ден седат, по цел ден се шпинкат, по цел ден прават ногти, дојде време за доручак, они отидат и гледат од сите продавници каде има најефтино да купат. Тој што се е работило, ја бе работи, знам, со 45 години стар, све што сум видела што се работи, јас знаеше довој дека ќе дое. Биди ми жива и здрава, само дај Боже да се поправи, да појде на... Благодарам за одговорите. Продолжуваме, ќе подсетам и драго ми е, благодарам што сте активни на Facebook. Ќе продолжиме со коментарот на Ружица Втор. Ружица напиша: да, многу неработни денови има. Не мрзи да работиме. Каде да одам се влечат, ме шетаат ваму таму. Во Јапонија годишно има 7 дена слободни. Благодарам, Ружица, за одговорот. Да слушнеме во живо, дали нашава земја има премногу според вас неработни денови или може би премалку работа. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Ова се решава кратко. Не е проблем дали се многу деновите или малку. Треба да има и празници, да се одмори. Меѓутоа, не се плати нико порно со приватни, или што се останеш дома, нема дневница. Така да и верата се заборавивме, одиме и за празници, не било само да се допре до кеш и она што се минува на банка, нешто на рака, во таа смисла, значи,
Не се проблем деновите, меѓутоа не е платено како порано ништо. Значи, дома седиш, сабота е платена или петок празник сега, ако не одиш, нема дневници и приморени луѓе, тој верата се заборавите. За един ден одат за празници на работа, и тоа е едномисление. Еве во однос на тоа што никогаш 1 и 2 мај беа неработни денови посветени на работникот, дали сметате дека повторно 2 мај треба да биде на работа? Би требало да биде, да, јас така сметам. Меѓутоа, затоа ви велам, порано кога беме слободни за тие денови, си беа платени од фирмите од бивша и сега, приватно одиш, не одиш исто тие. Само немаш дневници и мораш да одиш на празник, се смеат другите. Вчера како го одбележавте денот? Па, одморисме малку на излет, на пикник. Така, благодарам, ако е тоа се што бевте дел од Црвена линија, и ве со гледачите споделивте како гледате на денешната тема, односно на она за што зборува Црвена линија со сите вас. Благодарам уште еднаш. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Најверојатно еве ќе морам повторно да укажам на тоа да се намали тонот на ТВ приемникот, навистина нема да можеме да се слушнеме токму од таа причина. Ало? Добар ден, дали го намаливме тонот на телевизорот? Ало? Дали го намаливме тонот на телевизорот? Дали се слушаме? Ало? Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Сева ми од Охрид. Поздрав до Охриѓани преку вас. Во однос на празници, да ви кажам, јас сум од постарата генерација малку. Чекай, зборуваат некој друг. Намалете го звукот на телевизорот, ве молам. Ама намален е телевизорот звукот, бре. Продолжете, ние ве слушаме. Ве слушаме? Сега? Кажи ти на. Одлично ве слушаме, продолжете. Па, добро, слушате. Ало? Продолжете. Имавте можност, еве, навистина ме жал, ќе го охрабрам гледачот, сега го уште еднаш поздрав и до гледачот и сега до оние кои што не следат од Охрид во овој момент. Значи, ситуацијата е секогаш ваква кога не е намален целосно тонот на телевизорот. Дури и самите вие можете да слушнете како ехо, нели, се повторува она што јас го кажувам, да речеме, например, на екранот, така да штом ве превземат од реже и го завртите нашиот број 023070005, веднаш се разбира на мјут или скрос на нула, како ви одговара, намалете го тонот на ТВ приемникот, за да немате чувство дека некој друг зборува, да не се слушнеме и секако да не се реализира нашиот разговор. Добар ден. Христос воскресе. Господине Тале, вие сте, предпоставувам. Јас сум, да. Да, повелете. Па јас, како македонец, се радувам дека живеам во библиска света земја Македонија, прочуена во светот како светиња голема на светиите, како земја, како народ и како држава, богоизбран, напишан во Библија. И тој народ мора да празнува боголюбиви христијански празници, не да празнува некој си 29 ноември, на кој наши македонци намерно не појдоја. Ние си направивме наш асном каде се прогласивме за држава. И затоа немаме врска со 29 ноември. На 28 почнува Божикниот пост, но за жал во тој безбожен систем наметна ке православните колење на свињи и јадење на свинско месо. Ајде, вон религиозните и државните и сите вкупно, сметате ли дека имаме премногу како земја неработни денови или тоа е резултат на премалку работа? Премалку работа, немање чувство кон татковината, немање чувство кон својот народ, со чувство од СФР ја нише врата земе и плата, пука и постојата мајка Македонија, немање чувство за држава македонска. Албанците направија голема Албанија, еве нека видите на предлог. Нема веќе влегување со лични карти со пасоши Косово и Албанија. Косово Титово се поврза со голема Албанија, со Албанија, а ние се уште плукаме по наша независна Македонија.
Поздрав, Македонија. Поздрав, благодарам. Повторуваме денеска темата во Црвена линија. Се уште е дали според вас сметате дека Македонија има премногу неработни денови или можеби само премалку работа? Со оглед на тоа што вчера беше неработен ден, интернационалниот ден на работникот 1 мај, ве прашуваме, бидејќи вчера изборувавме нели за 1 мај со вас, голем дел од коментарите беа во однос на тоа што некогаш со 1 мај неработен беше и 2 мај, па од тука и денешната анкета, еве дали треба 2 мај да се врати како државен празник. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Абе, ми избега телефонот преска, не знам што е работова. Сега ве слушаме. Почнат. Вие ве слушам малку. Во однос на празници, ја ќе ви кажам, јас сум од постарата генерација малку, ги памтам празниците. Сега сметам дека имат многу празници. А за 2 мај, ако ме прашате, јас сум да се празнувам 2 мај. Меѓутоа, ние наполнавме Бадник празник, Божик празник. Хајде Божик празник, ама зашо Бадник? Секоја мртва сабота празник. Сабота е неработен ден. Што има да е празник? Па не, ајде петокот ќе го земе. Одиме ние само на празници. Со тие празници испразнуваме Македонија ние. И кој за празниците, кој ги слави празниците? Администрацијата само. Работните луѓе не. Јас може да се сметам мало како административец што сум работил. Јас сум машински инженер, а иначе сум работил равно со работниците. За мене и 2 мај бил работен ден многу пати. Многу пати бил работен ден во системот тогашен. Благодарам за учеството, одговорите и секако внимавајте, тајмерот морам да го подсетувам и тоа, како правило е 90 секунди за едно вклучување. Ајде малку повторно на Facebook, пристигаат навистина многу коментари и драго ни е за тоа. Еве вака, ќе продолжиме со коментарот. Интересно е, Виктор Рајковски ме прашува, ти на бенефициран работен стаж имате? Виктор, благодарам на прашањето. Се уште сум работно активна, како што гледате. Ружица Втор напиша, да, многу неработни денови има. Не мрзи да работиме, каде додам се влече, това го прочитавме. Славчо Цаци Малиновски. Да, премногу има ако се соберат државни плюс христијански, барем по тоа што сме на прво место во Европа, срамно за нас, Македонија. Билјана Цветковска напишала, треба да биде 2 мај неработен ден. Благодарам на сите вас кои што пишувате, продолжете и понатаму, а ние одиме со вклучување. Денеска Црвена линија прашува, еве, дали ви се чини дека Македонија има премногу неработни денови или можеби премалку работа? Добар ден. Ете, не е намален тонот на телевизорот, веднаш намалете го, ве молам, на 0. Јас мислам дека треба да се намали на пола овие празници. На пола. Во Јапонија има само 3-4 дена празници, па и тие си ги работат доброволно. Јас сакам да се направи анализа, стручна анализа од колку се губи со толку празници. Колку се губи. Црн петок, зошто да го празнуваме? Црн е. Дугови. Зошто тоа? 2 мај. Па нема социјализмот умре, како онакво празници и се испразнија џебоите, што се вика. Буџетот се испразни. Што ќе празнува на 1 мај? На 1 мај не ни протестира оно сегде. Глупости не видени, да ти кажам. Па нова година, па држе. Ние сме, што вика, транзиција. Останаа тие комунистичките празници и плюс што донесоа други и никако да се свестиме. Не знам, ова е право тотален хаос, безредие.
Не можете, ајде сега да оведеме цел Мајдан не се работи. Па срамота, стварно, мислам, нема место за дискусија по мене, воопшто нема кој да остави, мислам, во агонија и стопанство и се, не можеш да си купиш ништо, празнува тоа, едно празници, друго, администрацијата празнува, да. Благодарам за одговорите во црвена линија, продолжете да не гледате. Добар ден. Ке подсетиме дека еве денес во црвена линија со причина отвараме темата за неработните денови. Дали ве сметате дека во нашата земја има и премногу неработни денови или можеби само премалку работа? Што се однесува во однос на статистиките, еве ќе подсетиме дека Македонија има 11 официјални државни и национални празници плюс дополнителни верски и етнички, во просек над 15 неработни денови по граѓанин. Србија има 12 неработни денови, Хрватска 14 државни, а Холандија само 7. Интересно е што се спомнува и Јапонија, која што веќе подсетиме дека во однос на државните празници има само 3, односно тоа е денот на државноста, кој што се одбележува 11 февруари, потоа роденденот на царот 23 февруари и денот на уставот на Јапонија 3 мај. Дојде времето да ги соопштиме и резултатите од анкетата. Така да, еве на Инстаграм како се одговори на прашањето, треба ли 2 мај да се врати како државен празник. Со да одговорија 63%, а со не 37%. Следуваат рекламите, се гледаме јас и вие во студио повторно по нивното емитување. Почитувани, тука и крајот на ова денешно издание на Црвена линија, но сега кога ни натикате се одлична причина да останете со Телма телевизија и да уживате во нивната емисија.